Ке заглави ли Јагуар меѓу сонот и јавето, застранувајќи од патот кон иднината. Користејќи ја принудната пауза за трансформација на технологиите, компанијата истапи со темелно ребрендирање кое ја шокираше јавноста. Имаше доста реакции, во поголем дел негативни. Дури дотолку што еден угледен британски политичар изјави дека за тоа компанијата заслужува да отиде во банкрот. Челниците на Јагуар тврдеа дека со ваквата кампања ќе привлечат нови купувачи, свесни за ризикот да ја загубат постоечката клиентела. Во меѓувреме, тестирањата на новиот електричен модел се во полн ек, а договорот со агенцијата што им го осмисли сето тоа е раскинат. Кој ќе биде следниот потек, тешко е да се предвиди. Можеби агенцијата си ја заврши својата задача да ја поларизира јавноста за да дигне повеќе прашина пред вистинскиот настап, а можеби и британците сватија колкава емотивна поврзаност имаат луѓето со марката какво што е Јагуар. Представувањето на серискиот модел кој ќе произлезе од концептот Type 00 е планирано за крајот на оваа или почетокот на идната година. Според прелиминарните податоци, тој ќе биде долг преку 5 метри и ќе има електрична архитектура од 800 волти. Се очекува да понуди до 1000 конски сили и автономија од 770 км по цена од најмалку 120.000 фунти.